Поранешната спортска двојка од сојуништата Ана Ивановиќ и Бастијан Швајнштајгер одлучија да продадат една од своите луксузни вили на Мајорка поради се погласните гласини за развод, пренесуваат германските медиуми. Двојката со години уживаше во сон вида елитна населба во Палма, каде што поседукваат две соседни вили. Сепак одлуката да се продаде една од нив е уште една потврда дека Ана и Бастијан започнале со поделба на имотот, пишува германскиот портал Гала. Особено интересно е што Ана најмногу време поминувала во оваа куќа, заедно со своите родители Драгана и Мирослав, кои често престојувале таму со нивните внуци Лука, Леон и Тео. Бастијан предпочитал да престојува во колибата во австрискиот Тирол, каде што минал поголем дел од последните месеци. Истовремено германската водителка Естер Седлачек, за која медиумите шпекулираат дека е главната причина за кризата во бракот, уживала на истото место во февруари. Гласините за крајот на љубовта помеѓу Ана и Бастијан траат со недели, а германските медиуми посочуваат дека Седлачек, која е бремена, е виновна за се. Дополнителни сомнежи разбудија и контроверзните изјави на Бастијан и Естер во програма во живо, како и поканата од Швајнштајгер до водителката да го поминат викендот заедно. Пејачката Кейти Пери во последните месеци привлече големо внимание кај фановите и медиумите, а едно од нејзините последни јавни појавувања предизвика критики. Од патување во вселената до објавување нова музика до турнеја низ светот, пејачката беше во центарот на насловните страници и во добро или во лошо. Но овој пат таа беше смејувана поради изборот на облека на настапите на нејзината турнеја Lifetimes. Имено Кейти Пери беше една од членовите на женската екипа на ракетата Blue Original, во која беа и Лорен Санчес, Гейс Кинг, Ајша Боу, Аманда Гујен и Кириан Флин. Лето траеше 11 минути и многумина ги критикуваа дека трошат ресурси. Кейти Пери не ја криеше возбудата поради враќањето на земјата и изгледа како никогаш да не престанала да го покажува тоа. Пејачката вчера на социјалните мрежи го покажа својот нов аутфит во туристички костум со многу впечатливи детали. Се претпоставува дека целта и била да ја покаже новата облека за да добие пофалби од обожавателите, но тоа не се случи. Недолго по објавата, Пери доби низа навреди и негативни коментари поради тоа што го врати во фокус нејзиното неодамнешно патување во вселената. Меѓународната поетска манифестација Анџело Лавекија во соработка со Сдруженијето за развој на култура и заштита на културно наследство Контекст Струмица годинава по 8 пат го распишува конкурсот за најдобра необјавена поетска творба Анте во слово, специјална награда на фестивалот востанувана во чест на великанот на македонската поезија Анте Поповски. На конкурсот може да учествуваат поети од Македонија кои ќе испратат една своја необјавена песна на имейл адресата antevoslovo@gmail.com на македонски и италијански или англиски јазик. Со учеството на овој конкурс, истите автоматски учествуваат и за носичката награда на манифестацијата Парнас, награда на Анџело Лавекија. Поезијата може да се испраќа до 10 мај 2025 година. Американскиот режисер Александер Пейн ќе председава со главното надпреварувачко жири на овогодишниот Венецијски филмски фестивал, објавија организаторите. Филмовите на Пейн, меѓу кои се комедиите The Holdovers, Sideways и The Descendants, се номинирани за вкупно 24 награди Оскар, вклучувајќи 4 за најдобар филм и 3 за најдобар режисер. Тој два пати ја освои наградата за најдобро адаптирано сценарио. Голема чест и радост е да се биде член на жирито во Венеција.
Иако ја делам амбивалентноста на филмските работници кон спроведувањето филмови, длабоко ја почитувам речиси вековната традиција на Венецискиот филмски фестивал, фестивал кој гласно го слави филмот како уметничка форма, изјави Пејн за новинарите. Венецискиот филмски фестивал ќе се одржи на островот Лидо од 27 август до 6 септември. Имињата на филмовите во конкуренција ќе бидат објавени во јули.